Мала духовна вежба. Дишам, значи постојам. Што ви стана, човеку? Не знам како некој да ми истори буре катрам на главата. Толку мрак на очи одавно не сум видел. Да сум паднал малку во несвес. Влеговте, се поздравивме, ве понудивме со кафе. Да, и ве снема од радар. Наистина? Ете, важни работи се случуваат, јас после не дознавам. Как вообще се напив? Аспирин. Аспирин? Немате аспирин, алергичен сум на аспирин и на политика. Господин Мандрак, не грижете се. Имало и потешки случаи. Например, кога мене првпат ми соопштија дека треба да возам на подолга релација Скопје-Зелениково. Цела ноќ око немав склопено. Дипломска работа, не е шега. Со бајлето влегувам во локомотивата, како патосот да се отвори под мене. Како некој да ме акне со лопата за чумор. Такво паѓање во несвес немало до 68-ма. Цел казан вода потрошија да ме освестат. Да викневме брза помош, Не, никако брза помош, никако. Добро ми е. Како изгледам? Како да ви кажеме, од оваа перспектива, како ви гледам, добро се можете, не сте лошо. Малку сте блед. Малку. Не, тоа ми е од малечок, знаете. Тоа ми е од малечок. А сите мои роднини се такви мали набиени жбитачиња, само јас вака сум аристократски блед. Уште од малечок. Ме бараше некој? Ви звонеше телефонот, да. Како звонеше телефонот? Како звонеше? Па да. Овде никој не се јавува да ти соопшти дека си добил $1.000.000 на лутрија или да те праша како си. Овој народ се јавува само кога му треба нешто или... сега овде да си умрам, ќе ми надат по неколку години. Уште и ќе се чудат. Вчера се зборевме со него, се шалевме, како така одеднаш мајката, што ти е човек, така натаму и така натаму. Да, многу е строго сега последно време. Треба 5-6 пати да умреш, па некој да примети. За жал така е, господин Никола, овде сега ти просто освен усмехот. И што си... Што стана? Трале! Што да направам? Донеси вода. Господине ми падна пломбата. Што? Пломбата ми падна, пломбата. Што ми правите, деца? Ништо не ми учите во последно време. Да нема распуста, јас да не знам. Немаме време. Магде ги лакира ноктите, а јас ја проучувам психологијата на македонецот. Основното прашање е: зошто македонецот насекаде успева во светот, само не во сопствената ми земја? Леле, Александар, дај не малтретирај. Важно е човек да остане добар. И богат. Затоа ќе да велат Нью Зиленд. Ја по цело време си мислам. Ти па си мислиш. Александар, еве, јас како македонка, ако еден ден се омажам за новозеландјанец, моите деца што ќе бидат? Мислам, разочаран. Александар, а привремено да замолчиш ти ако може? Добро. Мамо, човеком што дојде, кој е? Мандра. Стручњак за иселинички визи. Мајстор Цаци го прати. Мамо, Маге, човекот е закон. Многу ефектно влезе. Се појави пупонет. Човеков, ако му е другар на мајстор Цаци, до Зеленикова не стигнуваме, не до Новоселанд. Ке стигнеме, не се секире. Па не сме фрлале со камења по гостот. Светот е голем. Има место за сите. Само да сме живи и здрави. И да заработиме некој динар за нормална живеачка. Не ми стигна лако ще за 3 ногти. Добро бе, мак да разблажи го малку. Мамо, го разблажувам од лани, го разблажувам и него крајот му дојде. Магда? Да те прашам јас тебе нешто. Многу нагло нешто почна да ми се дотерваш во последно време. Да не има некој дечка, но не си го пријавила. Мамо, дај ми ти пари за лак и во диско додам. Нема шанси. Не. Овој месец само за чорапи.
Мораме да штедиме. Струјата мораме да ја платиме. Ако не ја платиме, пак ќе ја исклучат. А и за напад треба да собираме. И таму немаме од кога да позајмуваме пари. А јас на гусла да свирам. Море јас да сум ни на гусла, не би ти дала да свириш. Падна ми плахвас. Госпоđo Mimoza, pa na zdravije kafe. Zdravije da imaš, lepotane. Lepotane, kad sam se rodio, bio sam mnogo pluvav. Harnovo u bolnicu su me zamenili za nekoje drugo bebe. More, i vaka ne si za frlanje. A kade go šetaš ova atletski gradeno telo? Rutinska kontrola na kvart. Održavanje na struje i bela tehnika. Evo, gospođo Mimoza. Da? Imaš li ti nekoj kvar? Ima, majstor Caci. Golem kvar. Poveli sedmi. Koja je rabota? Što je problem? Tu smo da pomognemo. Osamena su. A kako što gledam, ovde dolgo vreme nema da ima nikakve promeni, a jas nemam mnogo vreme za čekanje. Pa nemam ni ja mnogo vreme, nego da ispijemo po jedno kafe, pa posle ke vidimo, a? Imam nešto mnogo važno da te prašam. Na raspolaganje samo. Ovaj distanca malko me sputava. Eto тогаш да влеземе внатре. А? Ако си разположен, ке отвориме шише вино. Само sam raspoložen. Alkohol izbjegavam. Kad ki se napiju, tera me na patriotizam, a to i nije moderno u današnje vreme. Ajde, majstor Caci. Ajde, gospođo Mimoza, ajde. Ова глава ми е ко тарабука на сунет. Притисакот ви е многу висок. Да, откако се оженив, после фискалната каса, грипот, стресот ми е најголем непријател. Од каде сега грипот, господине Мандрас? Денеска работа, контакти. Денеска разминуваме повеќе вируси од колку мислења. Седнете. Чекај, некој звони. Жена ми. Трши. Да? Здраво, срцка, здраво. На работа, да. Да, знам. Знам, една китка Макдоналдс. Да, цвекло и компир, знам. Сега сум во бутик за Макдоналдс. Да. Цело време сум на работа. Не сум мрднал. Не. Жими тебе. Чор да умрам. Жими младост. Чор да ослепам. И ова жениве веќе не се тоа што беа. Ете, љубомората им станала главен хоби. Се знаеше порано, се везеше, се плетеше. И тоа како? Право, криво, шах, плетка, плетенка, пиринач, клот, фркет, море пуловери, ракавици, шалчиња, чорапи. Не сум видел гоблен откако почнавме да се запишуваме во Европа. Последниот гоблен беше со ликот и делото на другарот Тито. Па не е секој за нагоблен. Таман ќе го извезеш, го реконструираме. Затоа е најсигурно со мртва природа. Мртва природа си е мртва и таа најдолго трае. Вие вака често паѓате во несвест? Ви се случува често вака? Не, само понекогаш така како сум во друштво. Ајде што, господине Мандра, а ние да го шмркнеме кафево па да се фатиме за муабет. Не ме викај за орање и за копање, за муабет, тука прсум. Повелете? Фала, се вели кафе од сна било најслатко. И од свекар вас слушам не било лошо. Најважна е тимската работа. Па некогаш може да се признае и компензација. Значи, мајка ми денеска испра завеси, тоа значи дека исто како да свалила 37 кафиња, така? А бога ми татко ми оваа недела одработи 105 кафиња, 106 може би. Тоа значи дека
Еднаш бил на пазар, а сето друго останато време зборувал за своето славно минато. Ти, синко, според мојата последна евиденција, должиш 133 кафи. Јас веќе компензирав со тоа што фрлев 15 пати ѓубре и со тоа што нема да пистрам за политика. Добро, обожавам шала, ама работа трпи. Како? Што реков она јас пред да паднам во несвес? Документи. Точно така, документи, да. Значи вака, треба извод од матична книга на родени, лична карта, пасош, доказ за образование, потврда за... Господине Мандра, јас сум дипломиран социјален работник и во моментов сум без работа. Тој момент, господине Мандра, трае со години. Ама да не го прекинуваме господинот Мандра. Точно така, тоа е сосема неважно. Видите, господја Марија, од моето досегашно искуство можам да ви кажам дека... Дали, господине Мандра, таму има интерес за мојата диплома? И колку ќе ми биде платата? Именно тоа сакам да ви кажам, дека од моето досегашно искуство можам да ви кажам дека човек, во случајов жена, со таква диплома, па не може да очекува некој топол прием. Не ве разбирам. Видите, таму има само тројца невработени граѓани. Господине Мандра, да не претерувате малку? Да не претерувам, како не претерувам, ама така посликовито се изразувам. Знаете, тамо секој невработен се прима социјална помош, а кој му е доволно, сосема доволно за живот. А тоа тие другите, тоа ще... Се извинам. Да? Да? Аха, добро. Не е добро. Не. Дреар 2 поени, да. Ќе мора да доплати. Ќе му набавиме диплома за психолог. Добро, и тебе фацата ти е идеална за овчар, ама едно време беше министер. Да, психолог е 7 поени. Добро. Јави се во Софија, чекај Крива Паланка. Добро, ајде, здраво. Така, каде застанав се? Дали спомнав документи за работен стаж? Не спомнав документи за работен стаж. Значи, документи за работен стаж. Значи, вака, за 2 години се дава 1 поен. Сега, знам дека е малку парадоксално, нели? Од една страна, колку помлад кандидат, толку повеќе поени, а од друга страна, барат па и документ за работен стаж. За 2 години 1 поен. Мислам, парадоксално, ама тоа е живот. Каков е животот таму? Господи Трајка, полека уште не сме стасали до животот. Вака, значи сите документи треба да се преведат на англиски, да се испратат во Лондон до New Zealand International Service и така. Сега, дали заборев уште нешто? Не. Добро. Има некој прашања? Не знам да не треба уште нешто. Па, не знам, да ме испратите до такси, да не паѓам во несвес по тротуари. Нема кој да ме дигне, сме станале многу модерни. Така. Мислам дека све сега спремивме. Јас да се заборавив нешто, значи не, ништо, да тука ми мобилно, ключевите ми се тука. Да, следниот пат ќе наминам и ќе ви донесам брошури, да вежбате бонтон, обичаи, јазици, такви работи. Мора да се прилагодите таму. Добро, пријатно. Да? Ало, да, не. Не, грешка имате. Немаме таков човек. Да, сигурно, 100% е така. Да, имаше еден, ама сега нема, да. Да проверам. Значи, проверив, знам дека има многу допирни точки, ама да, нема. Сигурно, да. Ништо. Пријатно. Добар ден. Да, добар ден. Што е ова? Мито, корупција, подкуп, рушвет, гест на добра волја, мала патња како ти е уигун. Сте ја лутнале вратата.
Не верувам. Сите врати ги имам отворено. Само што ова ми остана. Ништо не ве разбирам јас. Што сакате вие? Правда, сакам правда. 6 години бе братче, јас сум на релација адвокат, суд, општина, катастар, нотар, катастар, општина, душевна болница. Па добро, бе, мајката има редно и јас малку да одморам. Повелете, седнете малку. Сполајте. И повлечете го овој гест на добра волја, ве молам, ова е навистина погрешна врата, многу погрешна врата. Јас веќе не сум истиот човек. А може малку попрецизно? Качив притисок, шеќер, имам мигрена, такикардија, чир во желудникот, се стопив целиот. Тогаш може би не ви треба правник, ви треба доктор, сте ја утнали цела зграда. Значи, може ли уште малку попрецизно околу предметот? Вашата фирма окупира дел од моето земјиште. Поднесувам тужба. Вие го одлагате судењето до безкрај, со сите можни трикови. И на крајот 6 години арчам од мојот живот да докажам очигледна работа. И кога судот донесува правосилна пресуда во моја корист, вие, брате, не фермате ни суд, ни бутур. Ја рушите таа одлука и јас повторно се наоѓам во безкрајен, темен тунел, а на крајот не се гледа никакво светло. Добро. Ова последно беше навистина убедливо, ова е психолошки убедливо, познато ми е, интимно, позната ми е ваква ситуација, само не разбира. Слушай, дојдов човечки да се договориме. Да не арчиме време, нерви и пари. Од арчење можем да арчам само време, пари и нерви немам од лани. Со години сум по судови и по адвокати. Кога ќе дојдам дома и моите повеќе не ме препознаваат. Еднаш дори ми побара лична карта. Морав да се легитимирам во собствениот дом да влезам. Да, незгодна работа, можело да и помине рокот, па да имате проблем. Ајде, скроја има и полошо. Значи, видите вака, јас сум еден обичен правник во оваа фирма, ама ќе се обидам да ви помогнам. Значи, како се викате вие? Менде Стојков. Од Битола, така? Од каде знаете? Па да бевте од Словенија, ќе бевте Јанес, да бевте од Германија, ќе бевте Ханс, вака сте Менде од Битола. Вако, имаме ние и Пециња, и Балињо, имаме и Баге. Да, ама Пеце е обично секојаш многу помлад, а Баге изгледа дека сепак не сте. Виж? Да знаеш, како веселјак и јас бев на времето, немаше ден да не се изнасмеам, ама не сум се насмеал, има речиси 6 години откако внуците ме скокоткаја по стомакот. И откако моите не си заминаа од Македонија за Нов Зеланд. Да не фати некоја епидемија, сите што фатиле за Нов Зеланд? Е, така му дојде. Таму биле високи квотите. Моите сакаа за Австралија и за Канада, ама таму ги намалиле квотите. Да, се намалува. Јас после време се чувствувам како деменутив. Како едно мало човече во едно мало фирмиче со едно бедно платиче да си купи патлиџанче и со едно опинче директно во Европиче. И од те... Господине? Не сум добар, да. Воопшто не сум добар. Напротив, многу сум лош. Знаете, оваа фирма еднаш одамна беше голем гигант. Тогаш дојдоа некои мангупи, ја оплячка, останавме ние неколку честни луѓе или идиоти, како ви одговара. Така е. Едно време не бевме толку дрчни, толку безобразни и толку безчувствителни. Да, треба да го провериме тоа време, а треба да ги провериме и луѓето тоа време. Само момент. Ало? Директоре Никола е. Да. Тука е Менде е тука. Стојков. Стојков, да. Што се влечеме по судови, да. Да.
Па мислам дека е најдобро документите да ги предаде. Аха. Добро. А со платата да не има некои промени? Фала многу. Пријатно. Многу духовен директор. Што ти рече? Ми рече, ако ми е мала платата, дека треба да си купам микроскоп. Абе, мислев на предметот мој. Франке, што мислиш ти за онаа работа? Бе, лаже, нема да ја земе. Залюбен е во неа, ама нема да ги остави жената и децата. И после ќе разбере дека жена му го изневерува со најдобриот пријател и ќе сака да и се врати на љубовницата, ама таа во меѓувреме легнала во кревет со нејзиниот шеф и кога... Мислиш на децата? Децата ќе страдаат многу. Ќе се случи некаква несреќа и родителиве ќе заборават на кратко на нивните швалераци и пак ќе се сретнат. И после ќе испадне... На нашите деца, трале. Што мислиш? Па мислам... Далеко е тоа пустината. 20 и кусур илјади километри. 25 до 29 сата летање со авион. 8-9 сата по разни аеродроми, другото со воз. Знаеш дека таму северот е југа, југот е север? Па што? Па се е наопаку. Па овде е се на свое место. Ништо не е на свое место, ама наше и близко. Мора нешто да превземе. Да се надеваме трпе, дека нема да им успе. Тоа е се што си смислила? Не е се, бе во црква, однесов пешкир, зејтин, запалив свеќа и се моле. И? Што и да бидат среќни. И? Што и? Што ти рече Господ? Ми рече, каже му на трпе да не поставува глупави прашања. И остане да се ја гледам серијата. Од оваа домаќинка никогаш не бидува. Добро, нема да свирам повеќе. Што добивам за возврат? Тишина. И што друго? Нема да им кажам на мама и на тато дека ништо не учиш. Никогаш не си кажала до сега. А да излеземе со другарка ми што се допаѓа? Имам женска. Добро, дај да кажи ти што сакаш. Сакам да ми направиш една голема услуга. Со што голема? За да се изедначиме.
Добра, ај да слушнам прво. Кога кидем у Нов Зеланд, сакам да спиеш у посебна соба. За тоа не треба да ми кажеш 2 пати. Добро. За лак, диско, 2 пијачки и за такси. Од кај ти се пари? Шо ти е, Гале? Сакам да знам. Знаеш да чуваш тајна? Не сакам да знаат мама и тато. Добро, ќе се потрудам. Конечна верзија? Гарантирам. Од кај ти се пари? Работам у еден кафич. Овие ги правам за еден друг маркет. Имало повеќе муштери. Што мислиш, да им ја симнам цената? Симни. Да одиме на поголем промет, а? Да одиме. Што мислиш, Трпе? Ќе успееме ли, а? Како нема да успееме, наместо 3, ќе продаваме по 4 колачиња на ден. Фала ти, Трпе. Ако ништо друго, барем ме утеши. Ми отвори перспективи за нов инвестиционен циклус. Отвори нови работни места. Фала ти, Трпе, што ми се најде кога ми беше најтешко. Ти што очекуваш да ти кажам? Дека ќе отвориш погон за производство на сладки во 3 смени? До година ланец на фабрики во земјата и регионот, тоа ли? Луѓето на место леп ќе купувале колачи. Ајде бре, траве. А зашто? А зашто па да не, а? Да не го продаваме ние фрижидерот? Зошто? Па празен е. Ако е празен, не е заклучен. Ставете нешто внатре. Ставив пред известно време на кисела вода, ама... О, јас ја потрошив, синко, правам нови колачи со минерална вода. Супер, дај да испием него. Не, немој, тие се за продавам. Докај сте со документите? Многу тешко. Како? Па така, не води работата никако. Слушај, синко. Ич да не се секираш. И да не извадиш документи, здравје. Да, јас ги вадам, друг ги враќа. Тази администрација треба време да се навежбаат. Да, сите дур се навежбаат, ми отиде мене животот во оваа држава. Велиш, тешко со документите, а? Велам, многу тешко со документите. Што рече? Тешко со документите. Па 2 пати кажав дека е тешко со документите. Знам, ама убаво е да се чуе, нели? Знаеш што, се чувствувам како човек на станица што чека воз, а не го знае возниот ред. Така се чувствувам понекогаш, знаеш? На времето возниот ред беше точен како швајцарски сат. И немаше ваква сиромаштија. Сиромаштијата можем да ја поднесам. Тоа што не можем да го поднесам е ни најмала доза на понижување. Тоа не можем да го поднесам никако. И дефинитивно повлекувам црта. Каква црта? Животна црта.
Ќе одиме, па што сака нека биде. Абе си. Слушај, сине, тоа е тешка одлука. Знам, за сите нас. Ама... да се напиеме ние прво по еден лексилиум. Важи, донеси за мене еден. Подобно не сме се напили. Што сака нека биде. И што те изнервира толку? Кога го прашав директорот за поголема плата, знаеш што ми рече? Да си купам микроскоп. А што не го сватиш тоа како шега? Па добро го сваќам, ама знаеш дека не ми е смешно. Ајде дегустација. А може да одложиме? Не може утре идат на маркет. Еве мојата кисела вода, да. Ајде. Здраве. Секоја чест. Газиран. Мајстор Цаци. Добар ден. Пад нами Плајвас. Здраво ми. Здраво, Марија. Ама, што е ова што ми изведаш ти мене волкубава денеска, а? Ми се познава. Од авион. Почнувам нов живот. Да? Веќе не ме интересира ни минато, ни иднина, мила моја. А што ќе правиш? Живеам во сегашноста. Одлично. Супер што се сети кога сме кај сегашноста. Сакам да се замолам нешто. Повели. Не сме земале плата дома, а на Магди треба некои пари за книги. Во вторник ќе земеме Кирија, веднаш ќе ти вратам. Добро, немој да ми објаснуваш. Повели, влези. Фала ти. Све што може тетка Мими ќе направи за вас. Јас да ти кажам, трпем, мене овој лексилиум не ми врши работа. Како? Па, не ми фаќа некој. Да не е стар нешто, не знам. Не бе добар е. А мене од Сабајле така ми тргна. А од Сабајле, кога ме загради оној на паркинг, мене косава ми обели. Ми се испречил вака преку мене, не можам да поминам. Не само тоа, него ја заклучил вратата, ја ставил брзина. Ја дигнал рачната, уште цигли да ставеше под тркала и со цирада да ја покриеше. Колата ја дозгора една табла да ставеше, пази куча. Не се нервира. Не се нервирам јас. Не се нервирам јас ништо. Ништо јас не се нервирам. Јас сум многу спокоен. Си реков ќе го чекам човекот, цел ден ќе го чекам, ако треба ќе го лежам, ако треба ќе го почекам. И го почекав. Мислам, го дочекав за сад време, си дојде човекот. И? Па ништо се спаси од последен момент. Избега. Не, ми покажа полициска легитимација. Многу смешно, да. Ама што има везе? Важно сте се разбрали како луѓе. Што има везе тоа? Да. Најважно е духовната спокојност е најважна таа. Можеш малку да прекинеш со ова? Трне! А бејава види го бе, со бајле го маткам. Уште. А да папнам ја уште еден лексилиум, мислиш дека ќе биде... Не. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Браво на сите. Браво. Јас почнав без тебе. Ке те стигнам, не се секирам. Добро. Како беше? Никако. Чекаше многу? Навалиле сите како да делат бесплатно полутки, зетин и кашкавал одеднаш. Тоа ти е тази администрација, сите чекаат да се навежбаат, тоа е. А беше. И сите нешто брзаат, нешто на сите им е итно, сите цагаат преку ред. Добро, што направи? Ништо си отидов.
Како тоа си отиде? Така, требаше да чекам 2 ондулации, 3 шатирања, 2 фенирања. Те прашувам за овие документите. Да, за документите в избора. Ги остави кај маца на шалтер и за да не чекам се влегов во фризерница. И после што? Па ги извадив сите документи. Па така кажеме, Мари. Молим те, престани со ова. Толе, абе ова снег се направи. Дај ми го вамо јачега, па не се мати. Да не го расипеш. Од собајле го. Го видела, пранешниот директор, новина носител на Светничката листа за Скопје. Аман веќе ги сонувам овие тулумбира, баклави и еклери. Во споредба со моите соништа, твоите се одлични. Ама ајде, може нарно, може ќе ни тргне. Да. А што мислиш да почнеме да правиме друго нешто? Бомбици, например, марципан, розето, да? А можеме да пробаме. Иако овде со промените иде најтешко. Знаеш како ти е, човеков кај нас ќе проба прв пат тулумба, шампите или еклер и цел живот го јаде тоа. Не ќе да чуе за ништо ново. И ти имаш право. Здраво, народе. Како одат македонските работи? Ај ти кажи како оди на факултет. Никако. Како така никако. Джабе, дедо, студирам психологија, ништо немаш. Аман бе. Како бе ништо? Да, бе. Се убив од учење за тоа бескрајните лавиринти на човековата психологија. И? А човековата психика се свела на 2 работи. Плаќање на сметки и редовна исхрана. Гледам. Да не ти е лиsto? Добар ден. Да не задоцнем за колачина. За готвење не задоцни, ама за јадење, таман си. Ни задржа на училиште. Хигиеничаркиве се на боледување поради депресија и ние го чистевме дворов. Колку ѓубре имаше. Кинеска комунална служба не може да го изчисти. Ти оставив пари на масичето. Не ми требаат сега. Ете, да не ви треба пари на сите, ќе си останете овде. Ова сама го смислим и кој ти помогне. Добро, еве ја веќе ништо нема да кажувам. Не ме прашувате на училиште како ми е, како оди. Не те прашуваме. Не сакаме да ризикуваме. Здраво. Да не имате случайно некој слободен шекер? Имаме, ама го избегаваме. Како? Имаме спорни моменти со електродистрибуција. Нивните сметки никако не се слагаат со нашите. Ќе владам се. Чекам порака од Германија, факс. Мислам, порака што ќе ми го смени живот, човече. Се надевам на поарно. Абе, на поло, што не може. Имаме таму еден штекер за итни случаи. Мамо? Знаеш, има група на луѓе која што не можам никако да ја разберам. Ама кај да ми се чини дека многу брзо ќе влезам и јас во таа група. Порано имаше време. Никаде не се брзаш. Оваа растрчаност не води никаде. Таков е цел свет. Си докупи стаж и се пензионирав пред време само за да не бидам дел од тој свет. Од рад нема ништо поарно.
Завршивте работа? Ово е само почеток. Да ја треба да ослободиме уште некој штекер. А не, си одам се, си одам. Ова ви го прати Мандра, заборев. Каде е тој? Последен пат кога го видов влезе, не, уствари го внесоја во брза помош. Падна унесес. Правевме некој муабет за равноправност меѓу мажи и жени. И некој му се јави на мобилка, кажа, ало, дај даска. Жена. Па најверојатно. Добро. Пријатно. Се најдобро и благодарам. Со здравје. Да? Да, јас сум. Како? Кога? na usni prašanje se koji od nas saka ušte nešto povedje. Se koja noć gledam maski komični, no znam mnogo ludje obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek, drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen sonuvam pak razni zemlji vedeni i jas kako site ludje obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek, drugo što ti treba, ima sonce i rad se ide. Običen, tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek,